Насилството кој родителите го трпат од сопствените деца не се пријавува кај надлежните. Ретки се случаите кога некој ќе се одлучи да го направи овој чекор, но тоа е само да се добие информација. Ова често се покажува во праксата на граѓанските организации кои работат со жртвите на насилство. Ретко пријавуваат, исклучително, ако веројатно кога станува збор за сериозно насилство, силно насилство, тогаш пријавуваат во полиција. Најчесто сакаат само да се информираат какви постапки може да превземат, не сакаат да ги пријавуваат своите деца, сметаат дека, иако ние укажуваме дека не мора тоа да оди со кривично, ако постои можност да се водат кривични постапки, туку може да оди со привремени мерки кои што се насочени, тоа се граѓански мерки кои што се насочени баш кон заштита на сите членови. Да се покрене правна постапка мора да се даде согласност од жртвата. Доколку жртвата не даде согласност, не може да се покренуваат никакви постапки, а во случај на сериозно насилство, значи постои одговорност и обврска на секој орган, на секој институција, на здруженијата да пријавиме во центарот дека кај нас се обратило лице и бара заштита, бара помош, или има насилство, па нека испитате, нека истражат органите за што се работи. Според невладиниот сектор нема точна евиденција за тоа колкав е бројот на вакви регистрирани случаи, бидејќи поголем дел од нив во полицијата се евидентираат како поплаки. СВР Штип последниот месец информираше за 3 случаи кога жртви на семејно насилство се родителите. Сторители се синовите на возраст од 40 години, а најчеста причина за насилството е алкохолот. Последниот случај во селото Злетово, каде по претходна вербална расправја, 37-годишниот син физички го нападнал неговиот 68-годишен татко, кој потоа пријавил во полицијата. Од СВР Штип соопштија, по целосно расчистување на случајот, против лицето ќе следи соодветен поднесок.